Податоците велат дека половина од населението во Македонија секојдневно консумира тутун и производи од тутун. Пушењето и употребата на тутун во Македонија е на загрижувачко ниво, потврдуваат и информациите од Министерството за здравство. Причина повеќе на меѓународниот ден без тутун да проговориме за, според докторите, една од нелошите навики кои оставаат последици по здравјето. На оваа тема со доктор Марија Здравеска, пулмолог. Добро утро, доктор Здравески, добре ни дојдовте во утринската програма. Ќе започнеме со информација дека, да речеме, Светската здравствена организација во Македонија во соработка со Министерството за здравство објави извештај неодамна во кој се вели дека употребата на тутун е главен фактор за смртот на заразни болести во нашата земја. Какво е вашето искуство како пулмолог? За жал, не морам да го потврдам тоа дека е веројатно точно, заради тоа што со пушењето се поврзани повеќе од 15 незаразни болести или кои што се јавуваат кај индивидуите и отприлика околу 10 видови на карциноми. Така да веројатно, доколку се сумираат сите, да кажем, смртни случаи заради како секундарна последица на пушењето, претпоставувам дека тоа е точно. Сакам да ја поздравам иницијативата на Светската здравствена организација, која што е во тек на организирање на една голема кампања, еден голем проект во Македонија за согледување на состојбата, значи на пушење, на злоупотреба на тутун во Македонија, како и на легислативата, и се надевам дека ќе се остават сите чекори кои што ги планираат за да ни помогнат во оваа повеќе годишна борба против пушењето, против оваа страшна, не би рекла навика, туку зависност во Македонија. И Европскиот регион на СЗО, според информациите, е најкритичен по употреба на тутун. Податоците се дека пола од возрастната популација пуши редовно, 70% од нив започнале да пушат на 21 година. И сега секогаш кога зборуваме на оваа тема, секогаш зборуваме за штетното влијание на тутунот, но се чини дека овие статистички податоци говорат дека сите овие заплашувачки информации не пристигнуваат до сите граѓани подеднакво, или дека не ги сваќаат здраво за готово, не знам. Мислам дека во нашето општество постои една двојбеност околу користењето на цигари. Од една страна ние сме една група на доктори, активисти, нели, социјални работници, една поголема група која што се трудиме да укажеме на сите овие штетни ефекти на пушењето, на проблемот со раното отпочнување на пушење. Некаде во просек, ова се податоци од 2015 година, во просек на 13,1 години македонското население почува да пуши. Така да тоа е навистина многу мала возраст, значи се трудиме да допреме до сите овие луѓе да сватат колку е тоа штетно, а од друга страна дел од нашата власт и институции не само што го поддржуваат пушењето, туку и се ослонуваат на употребата, одгледувањето на тутун, на индустријата тутунска, за дури нашата држава дава и субвенции за тие проблеми, што е навистина многу двојбено, многу контрадикторно, и мислам дека има многу голем простор тука и да се работи не само на санирање на последиците. Значи, она што ние мора да го работиме е да спречиме да нашите деца се оддаваат на оваа зависност од рани години, така што ќе допреме до најмалите возрасти, да правиме едукација на уште во основните училишта, во средните училишта, но исто така паралелно да работиме и на легислативата, на убедување на нашите власти дека треба да и на друг начин да се адресира. Две прашања произликуваат од ова што го споменавте. Првото ќе се задржам, ги споменавте основните и средните училишта, превенцијата се прави од мали нозе. Треба ли да се зголеми тука едукацијата, на што треба да се стави фокусот во образовниот процес? Секако на штетноста на пушењето. Мислам дека многу луѓе, како што и вие самите рековте, го сваќаат пушењето како една навика, како една социјална забава. Многу од младите многу несвесно и невино влегуваат во оваа приказна. Така, како една мода, би рекла, еве на некаков начин, како еден медиум со кој што вие ќе бидете прифатени во некое друштво кое што им е интересно. Меѓутоа треба да им се предочи и на децата, но и на нивните родители,
дека се работи за зависност. Значи, практично, пушењето е зависност, тоа е една болесна зависност. И доколку човекот почне редовно да конзумира тутун, односно никотинот во тутунот, ја предизвикува зависноста од која што понатаму е многу тешко да се престане да се излече пациентот. 2006 година сме ја ратификувала Рамковната конвенција за контрола на тутунот, но напредокот во поглед на спроведување на мерки за контрола не ни оди најдобро. Министерот Меджити најави нови активни мерки за намалување на консумирањето на тутун и тутунски производи. Како според вас помолузите треба да изгледаат истите? Да, рековте дека ние сме ратификувале конвенција со која што се обврзуваме да ги спроведеме сите мерки кои што се таму предвидени, тоа се повеќе од 10 мерки, има повеќе од 14 членови во таа конвенција. Меѓутоа, како треба да изгледа според нас пулмолозите, како што рековте, е општествен процес. Значи, доаѓате на она второто што го кажав. Мора целата држава да биде ангажирана околу тоа. Мотото на Светскиот ден против пушење на тутун оваа година е ни треба храна, а не тутун. Значи, зашто е? Од каде потекнува тоа? Потекнува заради тоа што повеќе од 90% од земјите во кои што се произведува тутун се практично земји со многу низок приход, значи тоа се многу сиромашни земји, кои во повеќе од 68-70% од овие земји луѓето патат и за храна, значи гладуваат практично. Така што идејата на светската, да кажам, светската мисла на овој ден и затоа е тоа мото да ние апелираме до властите да им се помогне на земјоделците да ја трансферираат уствари нивната навика или традиција да одгледуваат тутун наместо тутун да одгледуваат по прифатливи култури. Значи, јас не сум земјоделец, не можам за тоа многу да зборувам, меѓутоа сигурна сум дека земјата може да се прилагоди и на луѓето да им се помогне на таков начин што ќе се субвенционира наместо одгледување на тутун некакви други корисни култури. Како пулмолог што можеме да направиме? За жал, ние како доктори ги решаваме последиците од целата приказна, последиците се бројни. Она што сакаме да го правиме и во последните 7-8 години веќе активно го правиме е да ги едуцираме здравствените работници, тука не мислам само на доктори, туку и на сите здравствени работници, психолози, медицински сестри и така натаму, помешни здравствени работници, како да им помогнеме на луѓето да се одвикнат од оваа штетна зависност. И уште една многу важна работа, како што реков преска, би требало да влијаеме на свеста, на учителите, на наставниот кадар, на психолозите кои работат во школите и на самите ученици да организираме едукацијски настани за младите луѓе да знаат со што имаат работа. И ако допред некоја година зборувавме строго не за цигарите, тутунската индустрија излезе со нова идеја да им понуди на корисниците, условно кажано, поздрава опција за да не ги тргаат на страна своите навики, да ги задржат, но да бидат здрави со најразлични избори на електронски цигари, со вкусови помалку или повеќе количина на катран, кои што секако тие ги пласираат како поздрава и побезбедна опција. Што велите вие, пулмолозите? Знаете што, за разлика од нашето општество, кое што навистина индолентно кон користењето на цигари, ние знаеме дека во 2017 година нашата влада дури го уназади, да кажам, законот за, наместо да ги применува овие сите мерки на конвенцијата, го уназади законот за примена на пушење, па кај нас се пуши во сите можни затворени простори кои што некој решил да ги крсти, да кажам, или да ги прогласи за тераси. Така да ние практично имаме една огромна ставка на пасивно пушење. За разлика од тоа, светот во последните 10 на 15 години е многу активно ангажиран против пушењето, против се зголемија нели таксирањата на цигарите, се зголемува кампањата против употребата на цигарите и во еден таков момент тутунските компании кои што се јас не можам ни бројки да кажам колку се тие богати компании, колкав е тој огромен бизнис, најдоа начин да си направат алтернативен профит. Нормално дека тие нема да произведуваат нешто кое што ќе го прекине употребувањето на нивните производи. Тоа е само една голема лага која што е многу добро спакувана маркетиншки во тие
не знам, лажни ветувања за помош при одвикнување од цигари, лажни ветувања дека тука нема никотин, не е тоа точно. Најголем дел од овие електронски девајси, да кажам, за користење на тутун практично содржат многу повеќе никотин отколку една цигара. На нив на голем дел не е ни напишано точно колку има никотин и содржат други штетни материи кои што го ја зголемуваат зависноста и прават оштетување на белите дробови, па ние имаме веќе реферирања во Америка, во Соединените американски држави за такви оштетувања кај млади луѓе на белите дробови кои што доведуваат дури и до трансплантација на бели дробови. Значи, воопшто не станува збор за безазлена или нештетна алтернатива, заради што сите здруженија, сите институции кои што се бават со ова тема против за одвикнување од пушење и со таа идеја Европа без тутун до 2040 година, бараат и апелираат до сите власти да електронските девајси за пушење имаат истиот третман во законите против пушење на земјите, како и обичните цигари. Значи, кај нас најголемата грешка е што тие се дозволени да се конзумираат било каде и го зголемуваат натрешното загадување. За нив не важат никакви правила. Не важат никакви правила, би требало. Во една реченица сосема на крај, ни треба храна наместо тутун, годинашното мото. Голем дел од нашите граѓани се откажуваат од дневните оброци за да купат кутија цигара. Која е пораката до низите? Се откажуваат од дневните оброци, се откажуваат од дневните оброци на своите деца, се откажуваат од курсевите или било кои други предности што можат на своите деца да им ги дадат за сметка на купувањето на цигари, се откажуваат од своите годишни одмори, се откажуваат од икс работи. Мислам дека државата треба да поцврсто да се организира, да го забрани пушењето, да ги зголеми даноците и да ги зголеми цените на достапност, да ја отежни од достапноста на цигарите и да ни помогне во борбата да ги одвикнеме луѓето. Медиумската поддршка секогаш имате. Благодарам за гостувањето, доктор Здравеска.